буџетот, за донесувањето на буџетот за 2021 година, сите одговори кои што ги давате на поднесените амандмани на пратениците од опозицијата, се амандманот не се прифаќа. Сакам да укажам дека станува збор за амандман со кој што ќе се третира, односно станува збор за аерофилтерска постројка за прочистување на загадениот воздух за општина Кавадарци. Бидејќи во претходните 2 дена колегите пратеници предлагаа амандмани со кои што ќе се постават во нивните општини мерачи за воздухот, односно мерни станици. Сакам да кажам дека ние во општина Кавадарци имаме такви веќе 4 мерни станици. Ни е потребна оваква аерофилтерска постројка, која што ќе е предвидена да во себе содржи и високо ефикасен филтер кој ќе се вклучува во периодите со зголемена концентрација на цврсти честички во воздухот. Овие истражувања, овие анализи се направени од Министерството за животна средина и просторно планирање, каде што целата држава има потреба од третман на воздухот, поготово во градинки, блиску до училишта, болници, колективни домови, стамбени комплекси од згради и така натаму. Согледувајќи па ја глобалната ситуација со пандемијата, составен дел од оваа постројка е вграден спреј за дезинфекција, кој што ќе биде проектиран согласно со позитивните законски регулативи и искуства од соодветните институции. Исто така, составен дел е и вградена UV ламба со која ќе се врши носување на сите биомаси кои што ќе се задржат во филтерите. Сега, бидејќи нели зборуваме овде дека се залагаме за намалување на загадувањето, а со тоа да помогнеме и во борбата со пандемијата, бидејќи еден од основните причинители во борбата со пандемијата е нечистиот, односно загадениот воздух. Јас сметав дека има потреба за во Кавадарци да поставивме овакви 6 аерофилтерски прочистувачи на воздухот. Според ова можам да констатирам дека ако по утрото денот се познава, мислам дека и сите овој амандмани кои што ќе се предложат од страна на опозицијата нема да бидат прифатени, затоа што во претходните 2 дена, пак ќе спомнам дека од вкупно 14 амандмани прифатени од опозицијата се 0 амандмани. Инаку јас како пратеник го користам и времето да укажам дека имам покрај овој амандман имам уште 19 амандмани и сите се произлегуваат за интересите на граѓаните во кои што сме во секојдневна комуникација. Така да имаме амандман кој што е за борбата со аерозагадувањето, односно за еколошки амандмани, имам амандмани кои што се капитални инвестиции за општина Кавадарци, но имам и амандмани кои што се за земјоделието, тие се негде 10 на број, посебно за водостопанство. Сметам дека, одма да кажам дека и овие амандмани ќе ги одбиете, но тие се амандмани за во делот на водостопанството. А со тоа, господине заменик министер, ако ги прифатиме во текот на дискусијата во деновите кои се пред нас тие амандмани, сметам дека ќе помогнеме и на водостопанското претпријатие кое што е во тешка ситуација. Користам прилика да ги поздравам сите вработени во водостопанството на АД на Република Македонија, кои што веќе од денес, односно од вчера, се оставнати без плата, без здравствено осигурување, а знаеме со каква пандемија се бориме во Република Македонија. Сметам дека ќе најдете и вие како мнозинство за сходно да прифатите барем еден сегмент од овие амандмани кои што ги предлага опозицијата. Благодарам.